Колку си спреман да ја платиш цената, колку и страјноста си спреман да ја дадеш за да постигнеш тоа што си кажал дека ќе го постигнеш, пошто мотивација сите имаат на почеток и додека е убаво, ама тоа проаѓа за месец дена. Ај сега ќе ја тргнеме поред. Прво, на секое дете или секој човек, ама не е ова прашање кој еднаш ќе си го одговориш и го знае цел живот. Ова се 3 прашања кои секој ден са валја кога ќе стане си ги поставаш. Машината за перење работи. Ај, добро те најдовме домакине. Мене точак како ме нарати да го земели овој која спеда му го украдам. Mindset Talks, епизода 5. Продолжуваме, како беше планот, колку си спремен да ја платиш цената? Колку си спремен да ја платиш цената? Кој разбираш што му е цена? Ај, Филип, дете мало... Не, ти си почна со тоа, како си почна пред да уклучам камерата, ајде почни. Просто бе, дете мало ќе го прашаш што сака да биде, било кое мало дете ќе ти каже 5 струки. Сакам да бидам учителка, сакам да бидам докторка, сакам да бидам полицаец, сакам... Он не разбира што е тоа, он се препознава таму. Тој што сака да биде полицаец, не дека стварно се гледа како полицаец или војников се гледа како генерал. Има сакаат војници од мали да бидат. Да, сакаат, ама што сакаат они уствари? Он функцијата на полицаец во неговиот превод во главата си ја гледа. Некој што прави ред, ја ќе оправам работава, или докторката сака да ги лечи, да мекона да се грижи. Тоа е, он така... Тоа е најчисто од детство, па најчисто, ама така... Пошто желбите од детство ти се тие правилните што ти доаѓаат и после ти се губиш. Ама правилните желби од детството се тие кои ти ги изразуваш како дете на начините кои ги познаваш. Ти не се како да му каже дека можеби тој полицаец сакал да биде судија или било нешто што ќе прави ред. Он тоа го разбира за ред, знаеш, таа струка се ја гледа како некој што треба да го има тоа што он сака да биде. Не разбира. Например, се што да ти кажем смешка, татко ми Бог да го прости, кога го прашувале како дете што сака да биде, 48-9 роден, он у Скопје камиони, знаеш колку имало 40-50 години? Ич, гомнарицата била камион, ја возеле. Он сакал камион да вози. И имаше камиони на крај пред да почне, транспортна компанија. Кога праша Перо што сакаш да бидеш, јас сакам да ја возам гомнарицата, да го вози камионот. И он сега гледа, ова е едини камион што се вози гомнарица. Значи, ова е тоа. Не конта он дека има камион, шлепер, ладилник. Камион. Што е камион? Таа гомнарицата што чисти септички јами. Е тоа сакам да го правам. Тој сегмент сакам да ти го кажам. Ти да биде цел живот што правиш? Еве се тргни си себе. Еве го тој. Ние цел живот нешто правиме, се вртиме околу нешто што ни е цел, ама ни сами не можеш да е тука си па не си. Седиш со луѓе, размишljаш да ова ќе биде добро, те мава она еуфорија, доаѓаш дома нешто нечи. Па знаеш што е работа? Со тоа колку си спреман да ја платиш цената, колку и страјноста си спреман да ја дадеш за да постигнеш тоа што си кажал дека ќе го постигнеш, пошто мотивација сите имаат на почеток и додека е убаво, ама тоа проаѓа за месец дена. Ај сега ќе ја тргнеме поред. Прво, на секое дете или секој човек, ама не е ова прашање кој еднаш ќе си го одговориш и го знае цел живот. Ова се 3 прашања кои секој ден са валја кога ќе стане си ги поставаш. А тоа е, кој сум јас? Прво прашање, второ прашање, кај сакам да стигнам, каде сакам да стигнам. И трето прашање, колку ми држи гзот, колку сум спремен да го платам сето тоа. Сега, кој сум јас? Јас денес сум различен од оној вчера, од оној завчера и секој ден ти денеска си сублимат. На првиот ден кога те роди мајка ти, до денес сите денови што ти се случува. Утре ќе видиш нов. Тоа што ќе дознаеш денес. Различно, истото е само апдейтирано. Да, исти правец. Така, ама значи тоа апдейтирано другачи призор на сето тоа што сме дискутирале на пример. Мојот одговор на тоа кој сум јас сум никој ништо. Дефинитивно. Со мојот развој и со мојата идеја само се надополнувам себе си да бидам нештото во ништото. Петар, на крај на денот и без нас сонце грееше и после нас, пред да дојдеме сонце грееше, со нас сонце грее, после нас па сонце ќе грее. Планетава се вози, човеков живот е просек 65 до 70 години, 70 години е премалку време. Ние кој ќе трнеш ти во историја, па ве сте учели историја, како вика диносаурусите беа, па луѓето, која беа диносаурусите? Пред 650 милиони години. Кој знае да изброи до милион бе човек? 650 милиони години.
милиони години. Дојдоа турците и они нас, турците 500 години. 25 години една генерација. У 500 години колку генерации, значи тој што се родил пред да дојде турците, коска не му останало дека си ова. Или римјаните или било кој. Тоа се огромни периоди. А се е маркетинг. Ние што учиме историја, Крушевско востание, 10 дена. Па ти идеш на одмор, се враќаш, па така е. Од друга страна го имаме чакаларо 2,5 месеца, 3 се тепал со турците, ама тој Грчка не смееме да го збориме. И сега тоа е, ке се правиме глупи. Значи, ние славиме смешки. Ама споменик има од него. Има, да, он дај парите пред католичка црква. Ама, бил гениалец. И го признале сите како воен стратег, човекот бил гениалец. Они Крушево, кога дошло, кога паднало Крушево, дошле аташето на италијанска амбасада, на аустро-унгарска, на германска, на сите, вика, овие со овие бедеми направени 1000 луѓе, турците можеле да ги држат. Ама командантот на нашиве му текнало, можеме да умрам тука, ќе си одам, па ќе се договориме. Иначе, ние сите во историја си слават настани, сите, посебно на Балканов, веќе ние сме луѓе со голема историја, збориме за Ацо, за Фичо пред 2000 и 3000 години, праша го прадедот и како се вика, нема појма дедо му како се. Прадедот ти беше тој од Русија, така? Пази, колку генерации наназад знаеш која ти е ДНК-то, од кај доаѓаш ти за да збори за нешто, се дрзнеш, што појма немаш. Славиме настани што траеле ден, 2 дена, 5 дена. Самуилова држава е 45 години. Измети у историја. 45 години е мање више денешна македонска држава. Тоа историја. Александрово царство е 12 години. Александар кога тргнал додека застане со Перзија, 12 години у цела историја. Импакт моментален. Монголите 300 години имаат, русите 1400 години царство, римјаните Египет, не знаеш од кога, Кина пишана историја пред 5000 години. Значи, и ние се такмичиме со нив. Ние имаме различна перцепција, таа различна перцепција живееме. Кажа, кој сум јас, секој ден си, кој сум јас, кај одам. Много е битно, кој да се дефинира, можам или не можам. Многу и несвесно од пати, ја, пример, сега станувам свесен дека тоа што сум го сакал и што од мали сум го правил несвесно, за сега да видам свесен дека е тоа така и свесно да почнам да го правам, пошто до сега цел живот несвесно сум го правил истото, а сега стануваш свесен и го правиш пута 10 истото, ама е многу подруго од свесен аспект кога го правиш, него ли не знаеш зашто. Те води од внатре, се водиш по желбата внатрешно и тоа што го осеќаш инстинкт. Види. Ама пример, некоја лудост па те бутка на така. Не, некоја лудост ми направила да истраам у тоа, пошто ние само и те бутка на така. Па не те бутка, ама и да истраеш, пошто тоа има проблеми еден тон, односно нели она карактер. Која е цената што сум спремен да ја платам и да ја платиш цената, пошто цената треба да ја платиш со истрајноста и жртвувањето. На оваа тема правев мовет со едно мој пријателче, исто ние така ме залеми досадно ние, не е веќе интересен мовет за жени најверојатно и правиме мовет за психологија и се. У кинескиот цар направил дека паѓа на 40. Па не дека паѓа, него свекаш дека нема на кого да го трошиш, да ми извиниш, тоа што паѓа, да, ама од друга страна кога ќе видиш за кого, не мора, можам и сам, фала, не треба. Колку кошта ти смеј се како сакаш, ама тоа кај сите веќе доаѓа, тоа е 16-та тема. Муабетов е кинескиот цар направил 100 скали. Најдобриот архитект ги направил така да усвари 99 божји скали ги викале у империјална Кина у времето на Сан Цу. Едини кој ги поминал, сите се откажувале бидејќи ги броеле скалите. Овој направил некој престап од една скала, не биле 99 него 100. И сите кои ќе дојдат на 99 вики нема крај скалите, вика ова нема крај, се враќа назад. И Сан Цу ги поминува скалите, доаѓа кај императорот, му вика добро, зашто само ти ги поминува? Вика трна, вика по патот, вика и имам вика две цели. Едната цел е вика да ги качам скалите, а другата да го најдам Господ. Значи колку и да имаше скали, ја ќе идев до крај. Не е битно, нема, ја ќе идам до 5-6 скала па ќе се уморам, до 70 скала. Он си трнал, доди не ги брал скалите. Он ги брал на семињање, не ги брал на качување. Се качал додека треба и одел, се качал. Ти кога ги броиш на качување, нели, а уште малце, ај ке ти е, неќе веќе, доста ми е. Сега,
Тоа се карактер, Филип. А на темава рачунај дека ние сме израснати во едно материјално време во кое не учат за 5 сетила, не учи никој ни за енергија, за душа, ни за интелект, за ништо. И тоа кој сум јас е битното прашање. Ние сме секој од нас е некое животно, ама не можеби не постои тоа животно, склоп на човек посебен. Втора работа, сите ние имаме некаква цел. Не може ти да спортуваш од 12 години, цел живот да спортува, затоа што нешто те тера да го правиш тоа. Па друго прашање. Дали мислиш дека тоа ти е предодредено според времето и како се раѓаш од тој момент и како како се пренесува енергија од човек на човек или го градиш? Пошто ако не ти е предодредено, нема да го имаш внатрешно кога си несвесен да го правиш, пошто не сум бил свесен и сум го правил до смрт. Тоа што сум решил да го правам. Кога бев помлад, мислев дека сум многу паметен и се разбирам, како стареам сваќам дека ништо не разбирам, ама меѓувреме разбрав нешто. А тоа е дека ние живееме во еден алгоритам. Модерно го викаат матрикс. Значи алгоритам во смисло сите ние тука не сме случајно, имаме своја намена, имаме своја цел, само што не се сеќаваме на истата, као некој да не пратил. Сега ова што го кажувам, ја бидејќи правиме мовет, нели, ако се декларирам како инженер, разликата во инженерството е да имаш некаков доказ, и јас користам еден доказ на модерната технологија. Чекаш, физика завршил? Физика, применета физика и геофизика. Филозофијата е фетиш. Да, затоа што сега ова што ме потсекаш, ќе ти го објаснам, во старо време, ние што го викаме антика, имало две науки, едната била филозофија, другата била физика, и разликата била филозофот вика толкав ми е, ваков ми е, таков ми е, физичарот го вади на маса. Тоа била разликата. Но секој добар физичар морал да биде добар филозоф за да го замисли каков му е, за да ти го покаже. И тоа е дефинитивно. Филозоф мора да бидеш у смисол да го разградиш ментално за да дојдеш материјално. Ти не може ако не си го замислил да го направиш. Ние се што направивме, ти имаше замисла, јас имам замисла, Петар имал замисла за неговата работа, он не стана од него и некој оди мате да го земеш, мате. А, кој е тој? Оди таму, тропни и ке ти го дадат. Тој е процес на резон. Муабетот е друг. Ај вака, сме го правеле тестот. Астрологија е ова дневен хороскоп од типот ти си девица, ќе да начека вечна љубов, за мене смешка. Дете, девица се родило 6 месеца и дедо пред умирање, они не можат вечна љубов, мислам, тоа е смешка. Тоа е маркетинг за секој ден, некој да го чита, некој што... Да бе, да се. Али, земи по историја, ќе видиш, вика царски советници. Кои се тие царски советници, што тоа знаат они? Они нешто знаеле. Во старите записи, дали на ветите, некој да чита ако му е досадно, сега не мора да чита, има чат GPT, нека му даде било што. Они имале, например, имале знаење кое ние сега ни е потиснато. Знаењето што сега го знаеме, индустријско знаење, материјално од сега. Али вистинското знаење сме го заборавиле некаде. Иначе немаш објаснување како дете плаче, корне, рика, го носиш кај баба му, бај и спие. Како ќе го објасни тоа некој? Најдете ми медицинар, физичар, што сака некаде, да ми објасни како детевот кој ќе му забајат спие. По енергетски пат. Тоа е теорија. Сега правиме мовет за пракса. Ја најдов една чарка, со него ја тестиравме. Чат GPT, земи го или било кој AI, или Gemini, не е битно, Gemini ја викаме Gemini, тоа е циганката за предвидување, ама не е ни битно, он е AI. Сите викаме дека постои Artificial Intelligence, односно AI. AI не постои, само е брз пребарувач. Се што јас, тој, ти сме стајле на нет и седи во некоја база на податоци, само ти кога го прашаш вештачката интелигенција, која не е вештачка интелигенција, само екстра брз пребарувач. Он ги бара сите решенија што може да бидат, а бидејќи во еден момент, во една секунда, една идеја им текнува на најмалку тројца на планетава Земја. Значи, го имал некој друг твојот проблем и он решил некако. И он од сублимација од сите ти го дава твојот. Мене ми се случува, јас го користам за тоа што го работиме, некогаш ми дава глупи одговори, ја му го давам одговор, вика, да, право, така е. И му пишам после. Да бе, викам, и се ова ќе им го дадеш на другите. И се смее и роботов. Моето го дрпна веќе, тебе ќе ти го даде. Он го стави у клаудот веќе. Сега земи го, а и тој направи си профил. Ти си се знаеш, кој си он знае, кој е, јас знам, сите знаат кој е, овој им го давам за тест на пријатели. Викам, ај сега кажи му, стави му натална карта,
да ти направи профил по астролошка карта. Ај сега поставиме второ прашање да ти ја искомбинира со, не знам, кинеска астрологија. Да. Ај сега нек ти ја направи советска, ај нек ти ја направи со астечка, ај со кинеска, стави му нумерологија, стави му крвна група, стави му human design, стави му све. И кажи му направи ми сумарен профил. 90 од сите што го направи, добро, ништо ново не ми кажа. Па тоа е изненадувањето. Не си сватил. Ништо ново не ти кажа што знаеше, да. А од кај знае он бе што не те познава тебе, значи он тебе профилот ти го извади. Значи у сума на математички формули, кога сум оти сето тоа е кога сум роден, кај сум роден, нели кој крвна со јас предодреден, он мојот профил ми го вади. Од кај ми го знам да е профилот бе? Се сумаризира, ти ги собира сите твои информации. А како ме погодува мене? Како го погодува него? Како те погодувате? Како се издава мене на роботот? Ти му ги даваш сите твои Што му давам? информации. Што? Кога сум роден? Да. Добро, каде сум роден? Му ја давам крвната група. И сите што му тие давам друго? Информации за преодредени од различен... Не му даваш ништо. Дај му само без информација. Ништо, тоа е штосот. Зашто ти одговара? Само Не се податоци. смее. Податоци, кој си ти, кога си роден, кај си роден, која крвна група си. И му вика за маркетинг си доктор, треба твојот профил, му дава профил. Не по хороскоп, по све заедно. Го нацрта, ме нацрта. Како знае? Значи има матрица некаде. Дојдени сме со причина. Овој може да ти ја пресмета матрицата, ти брзо резонира, брзо пребарува. И ја и ти најверојатно пешки да тргнеме каде ме истиот заклучок. За едно 2-30 години, 50. Јасно. Не, потврдата е многу битна, што ти го знаеш, ама кога ќе ти се потврди тоа, Ама од кај он би знаел? Тоа е прашањето. Како он ти викаш го потврдува? Како го потврдува? Значи шо го потврдува, он влече од некаде од искуството податоци, кои си, како си, шо си, за да ми направи профил. Јас немам проблем што јас се знам. Мене прашањето ми е што он ме знае, значи има некој алгоритам по кој сите ние не знаат. Шом не знаат, ти можеш логично, ова е се логика. Па на било кого да му ги дам податоците, веќе профилот му го знам. Ќе ми го даде профилот. По истата математичка, по истиот математички алгоритам. Значи ние сме предодредени. Која е логиката од 4,5 милиарди да видам ја најпаметниот кај меќе? 4,5 милиарди 4,5 милиарди сперматозоиди, тоа ти се бре 4 кини. И ти вика најјакиот. Кој најјак бе, ако сум ја најјакиот и најпаметниот, какви беа другите, шко матер се запрашаш, ема. Нели? Која е веројатноста? Оти се е на веројатност. Ја физичар сум, ќе ви кажам нешто за да ме разберете. Планетата Земја во сончевиот систем се наоѓа во низа на планети од сончев систем. Ова сите го знаат, така? Дали знаете дека после Марс пред Јупитер има астереолошки појас, астероидите кажеш? Добро. Да, добро. Се патуваат комети тоа. Не, чекај се. Вака сега, ако сакат сега, не можеме да ја нацртаме, ова е многу интересно за размишљање. Чисто само да ти кажам математика и ова е потврдено. Во планетите на сончевиот систем имаш Меркур, Венера, Земја, Марс, цврсти планети, каде што имаат тло. Па имаш астеролошки појас, па го имаш Јупитер, Нептун, Сатурн, Нептун, Уран и Плутон, кој викаат дека е астероид, ама не догледуваме таму. Може планета, немам појма, или почетокот на вториот астролошки појас. Масата на Сонцето, значи Сонце, сите овие заедно. Заедно со Сонцето, во сончевиот систем, знаеш ли колку постоја? 90% од масата на сончевиот систем е Сонцето. 10% се сите останати планети. Од сите останати планети, Јупитер е 9%. 90% е Јупитер. Јупитер се вика младо неупалено сонце. Јупитер, у старите терминологии, у старите верувања е богот Јупитер, што ја брани земјата. Нели, он е богот, он е таткото. Сонцето не го броја. Земи го распоредот. Земјата доаѓа у средина. Секоја комета што ќе влезе у сончев систем мора да помине покрај Јупитер на кај земјата. Они се вртат со иста енклипса, овој го штити, му го држи грбот. Има толкава маса на гравитацијата, што и да тргне на кај земјата, Јупитер ќе го усиса. Ако не го усиса Јупитер, онда ќе иде втора одбрана.
Некој астероид мора да го опали таму внатре. Ме разбираш поентата? Значи ти има заштита направена, заштита. Некој е смислил. То дали е случајно? Дали е случајно? Зашто на земјата има само такво магнетно поле кое ги соларните ветришта, те штити од соларните ветришта? Зошто само ние имаме јоносфера? Зошто само ние имаме тоа што имаме од сите останати планети? Вода има секаде. Ма кај нас е у форма на која има живот кој нас не е познат. Премногу случајности, бе, другари. Многу на случајност, многу случајности да биде случајно. Апла некој математички си го пресметал каде, што да стаи, како да се врти, да се штити. Значи е проста работа. И да дојде астероидот. Нема астероид што тоа научна фантастика ќе удри комета во земјата, тоа само намерно. 99%. Иначе ќе удира секој ден ќе ни паѓа. Може да, паѓаат мали метеоритчиња. Потом кога ќе дојде астероиден појас, кога ќе мавне унатре, тој како зид, ама зид од многу. И он се распрснува. И сега веќе ситните доаѓаат. Тие ситни кои ќе дојдат до земјата, месечината ги собира. Она исто те штити. Значи да падне нешто да поремети живот на земјата, веројатно се 0,0 у периода кец на крај. Може да се случи, ама само намерно да е нишани некој. Многу случајно. Премногу случајно. Нема логика. Нели? Ако е не случајно направен целиот систем на Сончев систем, кој е само еден дел од Млечен пат. Млечен пат сите учеле. Како изгледа Млечен пат? На што те личи Млечен пат? Земја ДНК-та на човекот, на живото битие, дупла спирала и Млечниот пат е ист. Знаеш што е заклучокот? Природата или Господ или како и да го викаме, решението кое му дава најдобар резултат, он само го повторува. Он си го повторува решението, не измислува топло, топла вода не измислува. Ова вака ако врти ќе го намалиме, надоле уште, подоле, секаде му функционира, на различно ниво истите решенија му функционира. Кој тоа гарантира дека нашата ДНК не е Млечен пат на некој соларен систем многу пико мал подоле. Дека сите не сме еден циклус, никој тоа не може доказ да ти даде. Како функционираат молекулите, тоа све теорија. Денес ние уште се бавиме врз теорија, цела наука не е врз теорија, не е низ пракса. Единствено пракса што имаме тоа е механика. И затоа механичките закони, сите формули ти се точни. Силата по забрзувањето, по масата го дава забрзувањето и така натаму. Молекуларна физика имаш константни. Нуклеарна физика имаш константи. Било кој физичар паше константи. Што е константа? Број кој не можеш да го објасни, а го открил Перова константа. Рачунал Филип, бројче некој секаде исто му излага бројчето. Ама немаме зошто е тоа бројче вишак или мањак. Филипова константа. Ми е гајле, зошто е знаеме дека е толку и цепај. Па се сведе дека сите уствари имаме мисија некоја на овој свет. Да. И си е предодредено тоа и тоа е тоа што го имаш од внатри, кога не си свесен што ги гураш работите, што ти не знаеш зашто, како ти доаѓа, знаеш, онака од некој хир да ги правиш да се жртвуваш сам себе кога тонеш и да идеш и ти се смеат сите. Со глава од зид, ама има нешто што има зашто и не си свесен, колку пати сме правеле мове. Абе не знаеш зашто, сваќаш дека нема крај и од ден за ден си викаш чекај, знаеш она, не ја гледаш големата слика, него го преживеавме денес денот, утре ќе видиме. И тоа да трае така со години. Значи тоа има нешто што е предодредено за тебе дека треба да го направиш и несвесно те гура внатрешно. Инерцијата те води до хирот да го постигнеш тоа. Дали и затоа како на Труман шоу, сите имаат некоја мисија, некој. Не, по мене го доживувам како инерција, пошто е движење кое што те тера константно да правиш нешто по секоја цена за тоа, за мисијата да се исполни. Поради тоа е нешто што само за тоа нешто што те тера ми звучи, ми доживувам како инерција. Инерција по дефиниција е отпор на телото да ја смени состојбата. Тоа ако се движи, те дава по инерција, се движи ако стои, имаш и инертност при стоење. Он дава зор да не се променува. Ама во случајов не мислам дека е инерција. Мислам дека е внатрешна сила што те бутка некаде, некој те опалил некаде и сега ти одиш, не знаеш како сакаш да стигнеш, а имаш цел, нешто ти е убаво. Во се што си направил за некои работи ти е убаво, за некои работи чувствуваш дека не ти е убаво.
внатре ги осекаш. Пак ќе кажам, јас ги немам одговорите и Да, бе, никаде не сум ги енергија. нашол. Не сум ги нашол одговорите зошто ги правиме нештата што ги правиме. А ги правам и јас, што викав. Не, ама го правиш. добро е зашо Кој после идиот? години ти станува јасно зашо било све тоа што се случувало пред година и пол, што ти било нејасно, ама некако си го истерал. Јас само сум се преиспитувал, не ми е јасно како сум издржал. Стварно не знам. Нема објаснување, сам на себе не можам да се дам. И неретко А сега ми е кристално јасно све зашто било така како што било и све било за некоја полесност сега што се случува. Па сега со тоа искуство идеш напред. Знаеш, она као помало Ама школа. ние како сме зборили игрица, колку бе? работи сме ги спомињале, Се у излева. моментот ги спомињаш како идеја, а ти несвесно си ги заборил, сваќаш дека си го реализирал, пошто се 15 Милиарда се така. Ама све е реализирано. Ама уствари, Нешто ќе одолговлече малце, нешто ќе биде побрзо и како све кој да е прераспределено кога треба да се случи. Као времето само си Знаеш- созрева таа работа кога да биде реализирано. кога вака правиме мовет ме потсека како И ти џабе си лувај колку сакаш, колку сме викале. не е зреена. Џабе, Тоа све што е против треба. тебе. Као, знаеш, као игрица, она, идеш, да си земеш оклоп на лево раме, па поминеш второто ниво, па на десно раме, па и за Од шлемот. свети книги тоа се вика искушение. Искушенијата се исто така еден термин кој што се многу битни. Искушенијата те тераат да бидеш во борба, да подклекнеш, да се запрашаш, да се прашаш, да се исправиш, да се натераш, да се Се мотивираш. преслушаш. И на крајот да се прашаш себе и сето тоа го доживуваш кога ќе се заврши тој еден циклус на тие работи кои ги дискутираме. Тогаш доаѓаш до поентата да сфатиш зошто тоа искушение вредело за тоа некоја работа да стане еден ден цел и кога ќе се разбудиш тој еден ден и да кажеш ова се исполни, ова се деси со сите тие борби, со сите тие божи искушенија кои што ме натераа да сакам и да се откажам и да издржам и да се борам. И резултатот е тоа едно нешто цел, тоа што го збориме, дека те доведува до ситуација да бидеш исправен пред тоа еден ден после некое дадено време и да кажеш ова се случи по моја иницијатива, со целото искушение, за ја денеска сватам дека ствари дојдов до поента да бидам победник на тоа. Еве, од мене ова е производот на нештото што се случило. А се меѓу време ти се запрашуваш зошто ми се случува ова, што ме тера да ми биде вака позитивно, негативно, да се борам, да подклекнам, да се исправам, да продолжам, да сакам да се откажам и пак да застанеш да го завршиш тоа нештото. Не, од целта нема шанса да се откажеш. Ти кај се откажеш од начин. Еве, преслушај си се себе си. Еве, тест прашање, не сме правиле мовет никад за оваа тема, прв пат се гледаме мање више мовет да правиме. Така. Се што си правил, види дека ти е истата цел каде што одиш. Ти само начинот можеш да го смениш. Си одел на овој начин е адекватен, овој е подобар начин, ама целта ти е таму, ти си веќе насочен. Одиш некаде. Токму така. И само буткаш натака, како телетабис. Ти си одиш теледиригован и нема муавет. Види, во спортот има два типа на спортисти кои се сетирани да не може да се откажат. Едните се пливачите, а вторите се алпинистите. И секој друг. На сред може да се откаже. Бициклист кој че нема фрли точак од застане. Нели? Трча ќе застане. Оне што плива брат, каде бе ќе се откаже? Сред Охридско езеро си го фатил маратонот да го пливаш каде? Да стигнеш, ти си насетиран да стигнеш до крај, па сега умираш. Како беше Санцо? Клима, дај друга Да. Абе Санцо вика или ќе ги видам, вика скалите, крајот на скалите или Господ се, ќе видиме до кај ќе стигнеме, ама ја морам да стигнам, нема назад. Алпинистот што? На средина со јажињата виси на 300 метра над земја, рече дечки ја доста пауза утре. Кој хеликоптер Господ не го вади. Оди на урнат камен у Јасен, ако си поминал, тоа е 400 и нешто метра клиф на кој најголемите последниот тест за да одат на К2. У Македонија се прави. 420 метра е вака рамна карпа надоле. Пази, да плюкнеш, ќе се исуши плюканката дека падне доле. Тој никако не што ќе правиш на тоа? Нема. Сите други може да се откажат. Е се, мајндсетот е тој тргнал веќе некаде. Втора работа, па и незгодата и што го викаш искушение, непријатноста те тера напред. Како се кажем, ќе се откажам. Како беше кога деца, и ќе дојдам у мало што направи, па нешто се откажам. Ќе те шинат од драпање. Кај смееш, не смееш, не можеш. Нормално. А мислам дека е Филип, да, така е. Види, јас за ова што правевме муабет за
Gemini и вештачката интелигенција дека има доказ дека ние сме не џабе тука, него дека имаме цел, ја тоа си го земам како доказ. Може некој ќе се смее, нема да се смее, ама што математички некој може да ме пресмете од било кој човек да направи пресметка, да му го извади профилот, значи тој профил има некаква намена. Сега, која е намената, како тоа се докажува, појма немам, али од стил на живот, од што сакаш да постигнеш. Некој нема проблем да работи државна администрација, прв ден да го седнеш, да му насадиш дрвце, карши него, кога ќе порасне дрвото, не иду пензија. Ни истото столче да си седи, истото да го прави, нема гај. Операчо цел живот. Види, има такви Да го луѓе. држи истото пенкало. Има, нели? Ама има, некој нема шанси тоа да го прифати. Значи, различни сме, имаме различна намена. Сега, на кој што му е намената, тоа секој па мора сам да си одговори. Од има паметни луѓе, ке седне со нив, има идеја, му работи мозокот како саат. Кажем, зашто не го пробаш да го направиш тоа? Не бе сега, може нема да успее, може ќе успее, може би ќе... Па сега, ти ако не пробаш, сигурно нема да успее. Ако пробаш, може и да не успее. Али ако сакаш да биде 100% сигурен, не пробувај 100% нема да успее. Тоа е најсигурно. Дали е сигурно? Што е сигурно? Илузија. Па илузија, да. Ништо немаш сигурност, излагаш од овакво клавир може да ти падне, не па други работи што се вика. Абе ние го изгубивме инстинктот, нашите дедовци, баби, прадедовци, нашите поколенија не ги учеше никој на сигурно. Он знае дека цел ден треба да оди на нива, да сади, да жнее, да бере и да моли Господ да не опне суша, да не го утепа град. Да се Па бори му против текнало дека, временските... види, боле јас у селото на 4-5 места ќе насадам жито, може овде ќе фати град, ова ќе преживее. Оти ако на едно место, никоја сите јајца во една Тоа парите не се кошница. чуваат на едно место, така викаат. Ама гледај, ама тоа е се ама чекај, тоа е мудрост од теорија, тие тоа претходно, така, така? Ама свет од кај му, теорија. а што мислиш како му текнало него? Па на некој го обричиле, му ги зеле сите пари, вика немој жити, све мене ме... добро, ќе ги ставам на 5 места. Искуството те тера. Ние искуството го заборавивме. Дојдовме во време во кое сакаме се сигурно. Некој да ни гарантира. Тука е проблем. Не е проблем во луѓето. Ке земам го некој да ни гарантирам. Нештото, кажано као гаранција подпред на некој друг е муавет кој што е многу интересен за дискусија, пошто медиатор или мидлмен во животот е нешто кај што човекот најчесто се осудува да пристапи, а најголемиот потек за грешка постигнување. Пошто јас и ти, ако јас сакам да дојдам до тебе и побарам нешто од тебе, ако искористам Филип, мојата мисла и мојата цел нема да биде на ист начин разбрана и пренесена од тоа што јас сакам да го доживеам, да го искусам со тебе, например. Добро. И тоа користиме медиатор на некој си друг. Луѓето тука најчесто сакаат да се ослонат на некој друг, бидејќи не си веруваат на себе и сакаат да соберат енергија туѓа за полесен пат. И тука се Ама дешаваат не многу најголемите грешат. разочарања во животот на луѓето. Ама и не многу грешат. Затоа Кога што бараш тоа медиатор, секогаш си лузер у приказката. Ама зашто си лузар? Моje мислење да ти кажам. Затоа што кога ќе дојдеш ти да ми кажеш нешто, јас прв пат ќе го слушнам од тебе и првото мое доживување, затоа што ми го кажеш, ќе добиам од слика од тебе. Токму така. Ако му го кажеш на било кој друг што ќе ми го раскаже, во зависност од карактерот на тој другиот. Може да ми го раскаже подобро тоа што сигурно ќе добиам различна цел. Мојата слика у глава што ќе се оформи е различна од тоа што ти ќе ми го кажеш. И на крајот може ќе добиеш сосема друг продукт, производ, идеја, цел, мисла. Може ти ќе го постигнеш нештото, меѓутоа нема да биде тоа на начинот на кој што ти си го замислил, него ќе биде медиаторски преку некого, искористена информација на погрешен пат за твојата лична цел, каде што луѓето у денешно време најчесто сакаат да го доживеат и живеат. Што мислиш дека луѓето сакаат денес да доживеат твое искуство? Ево вака па ќе погледнеш околу тебе, според тоа што ги гледаш околу. Па си 90% Лажи. лага живеат. Ако ја трнеме од почетокот на темата, зашто седнавме овдека, само една е целта. Да останеш цената на животот е една, да бидеш жив и здрав, да имаш здравје и се пропратно е само илузија со која што ти си го пуниш паметот за да добиеш некаков производ на нештото кој што и со тебе и без тебе може ќе се случи, сонцето пак ќе грее. Тоа е докажано. Сите А што се работите- роди умреа. Како? Сите што се родија некогаш умреа. Да. Ние што сме родени еден ден ке не нема и тие што уште не ни се родени. Ќе дојдат Значи и тоа е стојат. тоа е единствениот
универзален, уникатен, рамноправен елемент што Господ на луѓето им го даде. Сите сте конечни. Пазите што правите. Зашо што значи конечен да пазиш што правиш? Не мора да има пекол и не мора да има рај. Еве да забораиме у филозофија дека има пекол, има рај, ќе ни види убаво, ќе ни појме неме како ќе ни види. Но тоа значи следно. Кога јас ке дојдам денеска кај Филип и знам дека утре може ќе ме нема, ја времето денес што седам до него или правиме муабет, сакам максимално да го искористам. Кога ти ќе отидеш кај жена ти, девојката, кај било кој со кој ти е мил и драг, кога ние сме свесни секој ден дека сме конечни, ти максимално ќе гледаш да го искористиш тоа време, а не да се каеш, бе, сакав да му кажам, ама сега не можам да му кажам. Пази, јас го имам искуството на некој кој двата родителя ги испратил. Мисли некој дека мене некој не ми фали да си направам муаве, дека не ми фали татко ми, не ми фали мајка ми. Попала маца, отиде тој воз. Јас сега сваќам дека не можам назад, затоа што секое дете кое ќе се роди, татко ми, мајка му го дочекуваат на овој свет. И ти се раѓаш и кажеш, ве вечно ќе видат тука, бе. Нем гајле, бе. Шо е, дај тука се. Кога ќе сватиш дека уствари ништо не е вечно, дека моментот што го имаш, треба да го направи спомен, оти алтернатива на споменот ти е фрустрација. Зошто не сака да излага Филип у град? Зошто не сакам јас да се дружам или не излагаме кај што сме? Да го прашаш, ќе ти објасни на долго, а ја ќе ти кажем на кратко. Не ке времето да го губи со некој, со кој ќе доживее на крај фрустрација. Да седнаме сега некаде, како јас да седнаме да ти кажам, слушај, Пер, не бе вака со точаците, брат. А точак немам. Ја точак немам да ти кажам сега што да правиш ти со точаците. И ти тоа да го прифатиш, да го слушаш. Па не сум јас зафрлен од тараса, брат. Извини, ти си зафрлен што си ме слушал. Што ми го даде времето да ме слушаш? Токму така, да. Не ме сваќај погрешно. Многу чисто те разбирам. Мене ми е досадно, па немам што да правам. Па ќе кажам, не, Филип, не се дига така тегот, вака. Ти тек си видел живот, да, бе, го гледам кај тебе у раце. Ама вака треба да вежбаш. Онака ме слуша мене, не е грешката кај мене, грешката кај мене, абе, сите, те гледам. Ние го дозволуваме тоа. Знаеш, го дозволуваш. И со тек на време како расте сваќаш дека од 200 луѓе станаат 100, од 100 50, од 50 20, од 25 5 со кој можам да правам муавет. Тие ми треба. Ако сум ја орел со орлите може да правам муавет. Џаве со 5 луча ќе правам. Уикам, слушај, на 2000 метра, знаеш каква пируета се прави, он ме гледа. Која ќе кукурикаме, бе? Која ќе изгреде сонцето, Тоа го интересира, што ќе правиш муавет. Се смеевме во еден подкаст, што му кажем, овчаро да седне со овците муаве да прави, слушај, твојата волна ќе направам вакво платно, таква вуница, таков материјал. Овцата знаеш што ќе праша? Ќе пасам ли бе газда утре, ќе пасам ли ја? Пасам. Не, тоа интересира. Не можеш да правиш муавет со некој со кој не те разбира. Најголемиот проблем, види каде се утна све. Еве, утекот, зашто ќе издржиш, нема да издржиш. Нешто мала дигресија. Јас сум од едно постаро време. Во моето време, прво ќе ја гледаш едно 2 месеца. Многу ќе ја сакаш, а немаш муаве да ја направиш. Срам. Платонски. Да, платонски, да. Па после ќе се приближиш, бидејќи друштвата сега кога ќе излезеш, син ми е 22 години. Ќе бараш медиатори. Да. Ама, види, сега ќе ви раскажеме на приказ, да видиш колку е сменето све, колку беше тогаш поприродно. Порано имавме мешани друштва, идат у град шопоративно, или идат, не знам, мало седат и било што. Машки, женски, сите на куп. Муавет си прават. Немало проблем дека е женско, дека е машко, не се гледале на тој начин. Се гледа, ние сме сите заедно, исти сме. Си помагаш, таа ти е другарка. Појмот другарка за мене, појмот другарка за тебе, појмот другарка на 20 годишњак, знаеш колку е различен? У дефиниција да го пишеме. Он исто викаме другарка. Ама не ќе да е исто. Појмот е различен. Зборот е тој. Пристапот е различен. Веќе све е различно. Пази, значи ти ја гледаш 2-3 месеца, ти се сева другари, ја знае, па не ја знае, па другарка ти ја знае, дојде мори Марос од Цвета да ме запознаеш. Цвета види другар ми, она киде кај неза, нели? Па ќе те запамувават ќе правиш. Па може ќе те прифати на прва, може да те одбруса, да рече кој те врти бе. Да дојдеш до неза. Ти имаш мечта некаква. Ти го кажеш, пази го, ти раскажем приказка. Па ќе се запознае со неза. Па шо преш, како преш, па ќе звониш на телефона, нема мобилен или
ДМ директно, direct message. Може татко и ало ќе каже, ти спушташ телефон, звониш пак, после трети пут татко вика, оди мори, јави се, тебе те бараат. Но ќе се смеат по старите се, оди, јави, тебе те бараат. Знаеш, глуп не е, он 3 пути му гасат, значи не е за него. За жена му сигурно не е, тоа е гарантирано, него за керка му или за син му, оди, јави се, тебе те бараат. И ти дигаш телефон, шо правиш, како правиш, па ќе земеш тоа кабелот од 10-20 метри од друга соба, да збориш пред него, да си дишиш на слушалка. Значи ти е интересно. Па доеш да излезеш. Па ќе ја фатиш за рака, ти си најсреќен. Кога ќе ја бациш, па ти бе мајсторе, левитираш. Да фатиш за цицка преку 3 джемпера и вентијага зимно време. Па ти бе косо Памела Андерсон да си поминал вечер. Додека, гледај, додека дојдеш до физичкиот контакт, пази што поминува. Ти треба да се запознаеш, енергетски ќе се изравниш, карактерот ќе си го запознаете, дал сака Сим Килсон што гледа Грицка. Она што сака, ти што сакаш, толку ќе се здушите, веќе што викаат старите, толку ќе се разберете што веќе нормално е да си легнете заедно. Сега, кое време живееме? Што ти ова не знам. Како бе не знаеш година дена се дупи тебе пичка ти матер. Како не знаеш? Што ти е таа? Не знам ми вика, ништо. Зи немој ни швалерка, ни девојка, ни ништо немој, ништо му било. Open relationship. Кој опер? Ама гледај. Значи ти Open relationship. Јас сум open relationship. кој опер relationship ти си катастрофа. Гледа моментот. Луѓето се поврзуваат ментално и енергетски. Пред се. Физичкиот контакт е круната. Ја не можеш да му докажеш на некој дека ти е многу близок и го цениш, освен кога ќе се поздравиш да се гушнеш. Дал ти е другар, дал ти е брат, дал ти е било што. Нема како ќе му докажеш. Како енергијата ќе, нели, да се спои енергијата. Така, како ти партнерката ќе ја споиш, освен се знае как. Овие одма се спајаат, кој да таму има бројче. Ало бе дечко, нема бројче кај машките и женските по осмица, штраф со шеска мутер не одговара. Секој со секого одговара. Ке помине, ти кој глупост, види, замисли, ваково дојде време сега. Порано имав, пак ќе кажам, цели мечти, мечта ти е Мара како изгледа. Поема немаш бе Мара како изгледа. Ти дека видиш Мара веќе поминале месеци, години. Сега ти е исто вака замисли. Трка на точаци. Или надпревар за дигање тегови. Одма, у моментот, кога Филип теговите, златен медаљ. Одма да му давам златен медаљ. Вежба, сега дигај тегот. Го здобале. Дигне еднаш, дека златото го земал. Зашто да го дига тегот? Зашто ти да вртиш точако глуп? Ама ја он доби, најскапото го добиваш најбезвредно. Има една невеста да се газам од смење на Facebook излага. Женско за женските пепел ги прави. Ама многу е права, не затоа што јас така сакам да мислам. Него затоа што многу убаво го објаснува тоа. Во денешно време, па гледај, кој е сакањето во денешно време за прво грешката е машки и мажи ги стават сите на исти куп, тоа огромна разлика. Сите сме машки, што имаме свирче. Машко и женско е полова разлика. Зависно што инструменти дале кога ти се склопило ДНК-та на татко ти на мајка ти у јајцеклетката. Ама маж е форма на маж, карактер на маж, енергија на маж. Жена е форма на жена, карактер на жена, карактер и енергија на жена. Значи трите основи треба да биде жена. Тебе не ти треба другар со путка со опроштење. Се такмичи кod тебе на машки карактер, енергија мушка. Зашо е така? Се научила цел живот да се бори, место да биде жена станала маж меѓувреме. Ти како ќе се разбереш? Двајца мажи. Ти си педар да ми простат овие ЛГБД-то, ама не си педар. А знаеш, ти исто ти е. Така го гледам. И тука имаме една разлика. И сега тие, ајде да ги дефинираме од тука да тргнеме натака. Ти денеска они нема цел. Целта му е одма да ја добие, да не се бори за ништо. Како ќе го цениш ти тоа што одма го добиваш? Ајде земи му го брендот на Филип после 3 години, да го видам мужот што ќе дојде да му го земе. Може би ќе победат петорица, не знам. Ама дека така олако ќе му рече на брат, да земи ми го мене тоа што сум се борал 20 години. Кој земи повели земи, кој да го видам мужот, да дојде да ми го земе, да види како ќе помине. Ја ќе умрам сигурно, ама он нема да остане жив. У најмала рука.
Значи се бора му ти ме коштало, сум го платил. Овака не го плаќам, го добијам поп од небо. Како да го ценам? Зашто да го ценам? Ја мислам дека утре пак ќе ми падне од небо. Дека како да ти кажам, кога не се бориш нема вредност. Така. А ти ако се бориш, а тогаш го цениш тоа. Ми го докажало тоа дека е така. А така го цениш. И затоа си го ценам животот превише. Види, сега правиме тука муавет, утре не знаеме кај ќе бидеме. Ова е спомен. Ова е момент кој сме си го направиле, спомен да се сеќаваме. Животот е спомени. Спомени. За паметни луѓе. За глупите е фрустрации. Не се има такви што секогаш некој им смета, они никогаш не се криви, тато, мама се криви, другарите се криви, учителката е крива, наставничката е крива. Секогаш некој некого го заебал. Со став дека некој те заебал, а сам не си прифатил, е проблем. Чекај, вака за да го привршиме. Заклучивме дека уствари сите што нешто прават различно се предодредени да го прават енергетски тоа. Е сега, кроз животот има страдања и искушенија за дали се спремни да ја платат таа цена за што се предодредени, односно тоа подсвесно што ги тера да стигнат до таму каде што треба да стигнат. И нели кроз препреките, искушенија, страданија, како и да се карактеризира тоа, те тестира дали си спремен да го заслужиш за тоа што си предодреден. Дали мислиш дека има луѓе што се предодредени за нешто, а не го постигнуваат тоа пошто паѓаат на препреките? Да. Што се цврсто, не, и јас се слагам за да. Ја би крстил тие слевери. Тие се робови. Ја па знаеш што почињам да размислам, дека тие се предодредени да бидат тоа. Абе, ти кажа верски книги, така? Да. Реинкарнацијата е у верските книги на некои источњаци. Така. Моје мислење дека пеколот и рајот се тука на земјата дека живееме, не затоа што сум евреин. И не верувам во пекол и рај. Имам задача во животот. И сега ќе ви кажам моје искуство, не знам како ќе ме разберете. Јас во животот гледав многу луѓе кои ми починаа, блиски. И знам како го истераа животот. И знам што правеа во животот. Тие, имам луѓе кои починаа буквално у еден момент, да си дошло време, поп свеќате се, изгасува се, отиде. Има луѓе што се мачеа да умре. Кои животот буквално на го потрошија, не ја завршил, тешко има да плати сега да си одиш од тука. Има да платиш бе да си одиш. имам вакви искуства, Зашто си лично јас утнат. со Да, затоа што си ја утнал работа. Ја пак ќе те вратам, не се секирај, реплей гейм пак. Нема да памтиш, али овој пат има да платиш. Оти како ќе се сложувам, ај вака, како ќе го објасниш тоа што се среќава со некој прв пат го гледаш, а близо ти е, се разбереш. Да бе, енергија. Мора да се знаеш предходно. Имам цела приказка да ти раскажам за ова. Среќавање на дечко кој што прв пат во живот го гледам. Го Во среќавам овој свет. во овој свет пред година дена на фестивал у Албанија. Со дечкото се викаме Мирор. Мулај се вика, мороканец, муслиман, јас сум христијанин од Скопје. Се наоѓаме во Албанија на фестивал, Тоа е кај што форма, јас и он се спајаме. Ја и он се гледаме у очи и раскажуваме филозофски приказки од животот и приступи, начин на размишљање и доживување, искушенија, живот, моменти, све и свашта. Додека ја и он збориме еден за друг, еден со друг, ние збориме еден за друг. Ја во еден момент заставам и викам, дечко, ти све ова што го раскажа до сега, ти правиш момент за мојот живот. И ми вика, дечко, ти све ова што го кажа, ти збореше за мене. И ми вика на мене, ти си Феникс. Ја почнав да плачам. И он ме гледа и не му е јасно. Дигам мајца, се вртам и му покажувам дека на тетоважи имам на грб толка Феникс е тетовирано. И дечко паѓа на колена и вика, дали е ова возможно? Ја и ти сме огледало еден на друг у животов. Како се упознавме јас и ти? Ма не сте огледало у физичка смисла. Јас со дечкото сум се сретнал таму, поминав 5 дена заедно дружејќи се. До ден денеска ми е пријател, познаник со кој што комуницирам. Меѓутоа од тие 5 дена, на тие часови поминати заедно, ја и он кога зборевме некои надвиши вредности од секојдневниот живот. Си поделивме некои многу убави реченици. Тоа што е он мулат, а ти Петар. Тоа што си ти православен христијанин, Тоа он е ништо не муслиман. значи. Не, тоа е формата. Суштината е тоа што го збориш внатре. Ние, тоа е муабетот, мислам, за да бидам само разбран. Ја не ги критикувам денес децава шо и како или да раскажувам приказки од моје време. Во моје време, кога ќе кажам моје време, едно старо време, свесно или несвесно, старите не тера да ја запознаеме суштината.
да го запознаеш некого од внатре додека оти формата е таа. Оти на крајот на денот, денеска зошто ни бракови ни врски не функционираат? Он натепал 40 години, има пари, жена му или партнерката остарела, зима 20 години помала за да биде помлада или 5 години, 10 години, како беше она, оти убава. Па убавината не е у формата, бе, убавината е у тоа внатре. Види вака, не се познаваме, јас живеам еден супер идеален брак, бар до овие години што ги имам 2 деца, имам супер партнерка која што прв пат кога ја запознав на еден начин, прв пат кога ја сретнав физички, ја гушнав толку многу убаво и тоа потраја за ја и она да се споиме, тоа што ти го раскажуваш. Па помина време, се евно постанеме партнери, Разбирам многу. па да се изградиме еден меѓу друг кроз години, за да денеска бидеме заедно и го живееме ова што го живееме, кое што е во денешно време сосема доволно идеално во ова општество кое што живееме. Јас во мојот живот на неа имам сменето само едно нешто. Маичкава не ми се свија денеска за излагање сменија. Јас не сум допрел во нејзината особина, карактер, емоција да она биде подруга. Јас живеам по флоуто на нејзиниот живот. Јас и она сме многу различни, а толку многу склопени еден за друг. Петре, знаеш зашто се смеам бака кога ме гледаш благ насмевка? Бе да мислиш дека ти се смеам цинично, ти кажам. Ти си среќен човек. Сум. Сега ти кажам зашто. Знаеш колку сум гушнал јас и колку гушнал овде? Џабе? Не бе, ретко што тој, ја Не, сам чекај, што тоа е. знаеш ли колку џабе сме гушнале, сме мислеле дека нешто гушкаме, уствари 16-то излегло на крај? Толку да. А ти знаеш јас со бела канта боја колку магарици, кобили и ова како се вика мазги фарбав у зебра, никако зебра да најдам и на крај како фрли бојата. Ако биде, не бе, Фрли бојата. тија фарба што на заврне не е тоа. Баш е така. Види, види има различни фази во животот. Јас ќе бидам многу искрен и ќе кажам една работа. Моето сваќање ќе си го кажам. Мене ме вежбале во едно друго време. Синко, ти треба да учиш школа и ти учиш школа кој идиот. Разбираш? Не, а ти да работа нешто занато. Не, школа. Сега ти е време да се жениш. Сега треба жена. Сега треба ова. Значи по некој те учел. цело време Значи го исто ти имаш притисок. и сега ти кој ќе доеш у фазата да бараш ти од ти бараш веќе, ама шо бараш? Тебе те сетира некој да најдеш. Види, јас сум многу среќен со тоа што сум избрал таа да биде мајка на моите деца. Јас сум разведен, имам 2 деца и јас сум среќен со мојот избор. Мислам, кој како сака нека ме свати. Ја најдоброто што можев во тој момент сум го одбрал. Ама сум бирал што? Мајка на моите деца. И сум се насочил да имам деца. Пази, чекај. Да, Разликата. Ние меѓувреме имавме цел деца. Деца порасна, едно се гледаш и сега што правиме? Прво тоа е Го моја- забора 99%. Ова што ти го каже, некој што ќе го гледа, ќе голта, 99% е вака. Целта ти се децата во фамилијата, децата порасна, овие што ги направи децата се гледаат и се чешаат и сега што да правиме? Абе, да се вратиш. Ние меѓу себе се изгубивме. Не правиме муавет, ништо не правиме. Едно време сваќаш дека ти некој да трошиш времето, го кочиш. Ама кај Ти почна немаш цело среќата да му се ја има дадеш. свој рок на траење. Пак Па се види. светуваме тука, е. Рок на траење од една Таа страна. една врска има рок на траење. Се додека ти си слевер и не дозволуваш да принципите на некчи измислени вредности те газат тебе и да го жртвуваш своето време и живот и да живееш во еден зададен брак. Со сите маки, со сите неприфаќања на твојот секојдневен момент. Не ти, Јас сум пример за оние другите што динамично го решаваат проблемот. Овие има многу такви кои што живеат 99%. излагаат, варат, прават, живеат во своја илузија, живеат во своја заблуда, Ви а излагаат. живеат по тертип дека тоа треба да биде така, заради некој што така некој го учел да биде тоа така. Ма не бе, они имаат брак за да идат на слави, на рогендени и на одмор заедно. Иначе она си има дечко, он си има девојка, срекна се, не знам како функционираат, не знам ја, види, кога ќе дојдеш до одредена точка до која ќе си се изгубил, ти имаш два избора. Да речеш, другари, ова е фер, до тука најчесно да се станеме, или следно е да продолжиме да се лажеме. Немаш, ти доаѓаш на раскрсница. Се е конечно што викаш во животот. Се слагам со тебе, пази. И он има етапа, како вика, за целта во мојот живот ја морам етапава да ја завршам. Завршува етапата, завршува приказната. Сега ти признавам нешто.
Она што правевме вештачка интелигенција. Многу ме интересираше и почнав да упарувам луѓе. За бизнис. Ние со Филип работиме заедно 3 години. Јас претходно сум немал партнер во бизнис. Кога јас кажав дека ние партнерски, јас работам партнерски бизнис, 99% ме гледа на косо. Ти не си тип што можеш да се разбереш. Јас сум кривиот што не сум можел да се разберам. Не е дека не можам да се разберам. Треба да најдеш некој со кого можеш да играш. Зашто он е сведок на кој се не му била дадена шанса. Од нула да му направиш нешто ти, пази, ја можам да те повлечам. Не можам вечно да те влечам. Точно така. Значи ти партнерството, дал во бизнис, дал во живот, дал во другарство, е кога одредено време ја влечам, па ти влечеш ја. Имаме пинг-понг, си подаваме. Значи ние до одредена идеја да дојдеме, па среќа не се снима бе. Па тоа е Street Fighter може да отворат, па ќе се потепаме, на крај добро, ја, ти, вака, добро, чекај, држи. Ама мораш, оти ако, знаеш колку би било лесно да викаме, да бе, да, управо си, тере, не бива. Ти си крив, оти најлесно е. Ако е делиш одговорноста, сите сме плодови своји, сите сме небитно од кој пол сме. Како што јас раскажувам за мојата сопруга и нашите деца и све тоа, вие сте во еден, не знам како да го терминализирам, да го кажам дека не е брак, меѓутоа е начин на живење, во едно партнерство е тоа, пази, нема брак, партнерство е тоа. За вие вашиот производ да биде вашето дете. Нештото создадено за да постои. Сега тоа детето е материјалниот свет. Бизнисот е друг, пази. Ама и поред тој материјален свет има вредност. Има, како нема вредност, види Таа Петар. енергија, тоа со очување со друг. Види Петар, за 3 години, вака сега, ние заедно го правиме сето тоа, факт е една работа. Лицето на тоа што го правиме е Филип. Филип како лице успеал да еден куп луѓе на овој или на оној начин, тоа што заедно го правиме. Пази, освен што сме јас и он заедно, има и други наши соработници тука, да не се лажеме. Не, никоја сам човек ништо не може да направи. Луѓето го препознаваат и сакаат да го бидат. Пази, гледат, се препознава, ти си му веќе води, како да кажам, водилка, сакам вака, сакам ова да го направам. Пази, ние направивме афилија и тимови каде што дечки кои претходно не знам што би правеле. Не знам што би правеле. Сте и муза. Не, работат. Пази, сигурно. си се наоѓаат. Они за 5-10 години ќе пораснат, ќе одат уште понапред, ќе одат, значи ти имаш некаков и во општеството имаш некаков импакт. За луѓето, макар еден. На еден, на двајца, на 5, на 10 наши афилиетери, 10, ние сме им дале начин како они место на тато и на мама грбот да бидат, сами да заработуваат. Може кој што сака нека каже. Најголемите гениалци у држава нека дојдат. Кога ќе дојде некој памет да ми соли, ја просто го прашувам. Колку луѓе леп ваделе благодарение на твојот изум? Јас сум имал фирма со максимум 72 вработени. 72 фамилии дома јаделе леп. Еве, никаков сум, прифаќам се. 72. Еден месец, 2, 3, 5, не, може не биле задоволни. Може сакале не навлегувам у тоа. Пута аверич нека се тројца, тоа се на крај. Ама не, 72. 200 луѓе јаделе на твој грб. Абе ние сега, пази 10 дечки млади, тие ќе газат напред, они ќе растат. Ти 10 семки си, 10 дрвца што треба да пораснат понатака. Значи они како ќе стигнат, џабе има афинитет ако не го учи ова вака, ова онака. Тоа ти е бенефитот. И ние колку и да се смееме, тоа е општествена одговорност. Општествената одговорност е кога ти на другите ќе им го дадеш тоа што го знаеш. Не е општествената одговорност да застанеш на собрание или у влада и да објаснуваш гачки да им кажеш. Тоа е муда за бубрези со опроштење кој како сака нека се жали или нека се, а иначе тоа дека сме тука ќе ти кажеме на работа. У крстување точно стај си ги сите, зашто викам дека ништо не е случајно, точно кажал кој кога живот ми дошол, зашто ми дошол и што му е целта. Мислам, јас сум се изненадил од одговорите. И зошто баш таа била мајка на моите деца, колку време сме требало да бидеме заедно, која била целта да бидам јас со нејзе, она да биде со мене и така дале. За разлика од сите што сега се гледат преку нишан, ја мислам дека ја многу коректен однос и можам да се гордеам како пример. Немам никаков проблем.
со тоа дека некој има приватен живот и дека треба да го живее животот. И среќен сум кога некој е среќен. И сакам да биде среќен, да се смее. Оти глупо е кога не можам да те направам да се смееш, да ти забранам да се смееш со било кој. Тоа е себичност. Точно така. А дека има цел, дефинитивно има цел. Не знаеме само каде, на секој патот. У одредено време во животот. Јас сум требало да дојдам до точката до која сум дошол, за да се запознам со Не бе, филм. ама тоа е дека све предодредено. Ние, знаеш како, све на бафтанана почна. Случајно се упознавме на бафтанана? кроз работа и стигаме после колку било, сме соработувале, 6 месеци. пошто тоа какаото кога го почнав, он имаше као логистика и достават идеше преку него. Ги носев таму, пример, лупам 100 парчиња и они ги доставува. Тоа што сега сакаме да го направиме, Филип. што тогаш го правиш. Ти и ја, као два ортаци другари, нека ортаци бизнисмени, се упознавме пред година дена. Да, бе. Ја и ти имаме 365 дена супер квалитетно време поминато заедно, од нашето поминато време заедно. Ја и ти се кликнавме на прва. Да, све е тоа. Јас седнав да причекам другарка од странство, ти беше со твои другари на кафе, се погледнавме, од ништо стана нешто, си подававме рака, животот тече понатака. Да, бе. Ја и ти сме многу различни еден од друг. Јас сум човек што прифаќа секојдневно, јас сакам размена на енергија со милион луѓе, ценам и гледам кроз своја призма и очи. Ти си тој што имаш своја штит бариера кај што со твојата насмевка ги примаш сите, се додека им ја покажеш на смевката и тука градиш бариера дека не им даваш понатака простор за живот. Ја тоа многу ценам кај тебе пошто е пре симпатично, идеално да се заштитиш себе си за да не тонеш во општество, во овој свет. Не бе го штеди времето. Токму така. И тера приказката понатака. Да. Животот ти нуди премногу работи да ги прифатиш и да ги доживееш на начинот на кој што ти ќе одбереш да ги живееш. Дали одбира? Одбираш? Прашањето не знам дали одбира. Или е така предодреден. Тоа дали одбира? Ај дали одбираш? Тука е двосмислено. Дали одбираш? Или Ја е појако мислам- од тебе? Ти колку и да одбирам со некој што не не ми може се да свига, не може да го Знаеш трпам. зашто? Зашто тоа тргам да ти кажам. Со Васил случајно кроз работа и ние седнуваме, значи не се знаеме. Сме Сите седнале параметри не би неколку се пати. одбрале, бе. Тоа сака да ти Прво кажам. различни, тотално различни, он е постар од мене, друг животни искуства, ја у тој период сум малци изгубен, не знам, 500 работи ќе ги правам, ова го почињам нешто постабилно да го правам, сум продал 2 бизниси претходно, и бици, таму сум сакал, ми се затвориле врати, ми починал најблизо, значи каша попара. И седнуваме и него му е преку кур паралелно се ово ретроспектива, ја не знам, од све тоа дојдено до овакво. Ама сега сваќаме дека усвари на двајцата им било преку куру у светот до кој го живе. Да, пази се погодува ништо не знаеш. Не се преку кур. Она што сака Филип да ти го каже дека кога пред 4 години да имаше прашалник дека сега ќе седиме еден до друг и ќе го направиме сето ова, двајцата одговорот ќе беше не, нема шанси. Значи да се кладиш. Ама случајно. Не е случајно, значи у кафана и почиња муабетот. За Слушај, бизнис, за бака работа. така збориме, Ова планирам, и он ми тоа вика, планирам. мене ми е до тука, сакаш ли партнер да ми бидеш, ова ќе правиме. Ми вика, ја у истата секунда му викам сакам и почињаме, ја не знам у шо влагам, он не знае зашо го кажал. Значи така почиња цела етапа. И тргаме одредено време, гледаме кај сме, Филип доаѓа и вика, слушај, ние со ова што го работиме сме конкуренција со некои што се многу повеќе од нас. И многу и право. Значи јас работам, јас го правам првиот хаб, да речеме, за здрава храна дигитална продавница, Healthy MK, у која сите што имаат некаков производ, пази, тука има една, ја го добивам, па можам да кажам дека, мисля дека, пази, добивам шамар, ама каков шамар? Правиш платформа која рекламираш да може на сите тоа што они го прават под дома и го продаваат на пазарче да го понудат на сите. И он доаѓа и ми вика, колку ми платиш мојот производ, што го знам јас, жена ми и син ми, ти да ми платиш мене. Као да иде мене Тинекс да ме праша или Веро, ја да ми плати Веро што мојот производ ќе седи у рафт кај него. Тоа не се дешава. Ја доаѓам у ситуација у која добивам шок. Да, Каме ова, со кого правам муавет, јаве, кај, ова, ако немаш свој производ, ако немаш свое нешто, се тепаш на место каде што сите,
Пази, едно алое 900 денара, две алоиња за 900, 3 за 900, 4 за 900, 6 за 900, ваучер, дома ќе ти играм џирло, ти влагаш у свет кај што сите се прават. И ние доаѓаме и вика, вика, не го бива, едино чарение, што многу беше управо, дај да извадиме линија на 5% или 10% популација, која сака квалитет, пази, што стварно е посветен, тие да не бидат клиенти. И ние така тргнавме, со производи кои буквално ги немаш. Шилажитот, кога прв пат се направи во Футурива, шилажит не знае да го изговорат, а камо да го напишат. Туркестерот нема појма што е. Тонка Тали научна фантастика, мислиш му збориш кинески. Те гледа, не разбираа што е. Шваганда знае сите, со тек на време дојде шилажитот, дојде се, спази, дојде се. Препаратите што ги правевме на ниво на кое на различен пристап. Например, зошто Slim Boosterот нашиот е многу успешен како производ? Зошто делува по 3 линии. Првата линија не е само неговиот состав, него она има матрица како делува. Оти никој не конта дека во човекова, значи, клучот беше тестот беше многу успешен. Зошто? Луѓето држат диета. Кога држиш диета, телото се навикнува дека е гладно. И он вика, све што ќе ставе на страна. Бутај. Имам 38 години, живот не сум имал диета. Затоа што ментално немаш потреба да имаш диета. Проблем е кога ментално имаш потреба да имаш диета. Во свесниот дел на мозокот работи и несвесниот дел на мозокот. Се ова е метафизика, ама као струка ево разбирам, да го зборам у јавност, ќе ме викнат у Бардовци, ќе ме врзат, не можам да се разбирам. Не те разбира народ. Не, ама реално. Физика и метафизика има. Види, физика и метафизика има, значи нешто што го разбираш физички, ама нема објаснување на физички начин. Пази една работа, човекот во неговата историја никогаш не бил наранет како сега во последниве, не знам, 5-6 декади. Јаделе еднаш дневно, зошто само пред 30 години немаше дебел човек? Еве, не пред 30, пред 50 години. Најдете ми слика 80 од плажи, еден дебел да ми покаже. Спијана земја лежеа, еден дебел, немаше, работеа, сите беа, како што се. Мозокот, кај нас е што се дешава. Зашто Slim Boosterот е добар? Пример ќе ти кажам. Он кој ќе го земе препаратот, него му дава чувство на ситост, мозокот сваќа, ја не сум гладен. Сам да те вратам. Рече 3 линии се. Ја завршувам една, уште 2 треба да ги довршиш. Зошто Slim Boosterот има своји 3 линии на вредност? Да не избегаме од приказката, сакам јас. Едната е физичката линија дека тебе како препарат ти врши работа. Втората е менталната дека тебе те држи у мозокот дека си сит. Кога си сит, мозокот дава сигнал, немој да ставаш резерва. Не давај резерва. Ослободи ја резервата. Автоматски мозокот има 3 пати од ден сигнал дека ти си 3 пати јаден. Трета работа, зашо е здравјето? Сите што држат диета имаат проблем со гастрономски болести. Дали е тоа чирна желудец ќе добиеш затоа што си гладен. Ти ќе добиеш, не знам, желудечна киселина, ќе добие, ајбе како е стајат, не ми текне сега. Значи имаш еден куп болести, ти, затоа што желудечната киселина мора да нешто раствара. Ти кога ќе го испиеш, он цела желудечна киселина ќе си ја собере. Он ќе ти ја собере, ти го чува желудецот, ти го чува хранопроводот, ти го чува желудецот, ти ги чува цревата. Телото внесува храна, изнесува отпад. Ментално функционира. Цел систем функционира безпрекорно. Имаш ментално чувство дека си сит и трета работа ти вика на сето ова, бујрум, придржај се и кон една мала промена. Бе, тоа што ми е на QR код, цел лајфстайл, уствари тоа ја што го правам, што не е диета, него кај нас проблемот, знаеш што, диета глупост е диета. Даете начин на исхрана, а диета како го сваќате е ригорозна диета. Кај нас диета е гладување. Сената за сила да те води нешто да ти направиш начинот на исхрана дека за секој продукт имаш заменски продукт, што уствари целото тоа што се сведува мојот живот. Успеа појмот диета да им го даде на крајните корисници. Начин на исхрана. Диета не е гладување.
Кај нас кога го речеш на диета си, Ама значи не ти ни гладуваш. Борба брат со себе. Не бе, гладуваш, ти сега ќе се од сето тоа што сакаш, сега ти се види, ти можеш свесно да се оградиш, ама подсвеста ти работи. Зашо има и овој ефект? Што он свесно гладувал, така? После шо и да касне бе, све му иде у резерва. Све у гзот. Да, ова го учи лајфстајлот како да го живееш, ко пример јас ракија пијам, вчера пиев пиво, ама имаш баланс. Знаеш како да ги правиш и пак го живееш тој живот без одрицање. Нема да една ракија ќе се напиеш, нема да седнеш и да истрезнеш 2 литра затоа што не сакаш да се сеќаваш дека дома не те чека некој што не сакаш да те чека. Огромна разлика е тоа. Зашто го правам нештото? Дали го правам затоа што душава ми сака или затоа што Дали си воемџе и сакаш да живееш или го правиш за да избегаш од себе? така. Од 90% ние бегаме од себе. 90% луѓето се што прават за да киднат од тоа што се, а не сакат да бидат таму. Неќе бе, Никад неќе длабокото прашање Да, да се длабоко не што влада. да смени, него Така е. само Кој сум ја, гледа зашто сум ја, колку сум спремен да го направам? Неќам. Добро ми е. Све се сведува на тоа за било што, дали е слабење, живот, бизнис, другарство, све ти е тоа. Партнерство. Колку си спремен и дали Да си ти го спремен одговорам да зашто платиш они тоа. денеска ќе имаат швалери, швалерке, бракот, ѓомити, светоста ќе ја чува. Која е светост? Што пример му даваш на детето? Дека треба да лаже цел живот, да биде со некој со кој не сака, да биде со некој со кој не може да го насмее, да биде со некој со кој не може да му даде Да, ништо тој од тоа што тоа му од треба, колено на ама колено ради така реда се иде. Тоа што вика од колено на колено, така рекле, така терај. Да, така рекле. Ама порано имале причина зашто рекле. Оти порано девојките не ги пуштаа надвор да се шетаат, а некој сега пола село ќе ги помине. Не беа глупи старите што не ги пуштаа. Оти жената е свет играл суштина, мажот е форма. Зашто порано договорните бракови подобро работеа отколку сега изборните бракови. Точно така. Затоа што тој договорен брак вика јас сум чорбаџија, ти си чорбаџија. Керка ти знае на мангал да се грее, син ми знае на мангал да се грее. Ќе зееме на мангал да се грее. Ако сум ја овчар, каде бе она знае да завали огину ќумбето бе? Кај знае бе мотиката од која страна да ја држи? Огромна разлика. Традицијата не се мутави тие што имале традиција. Тоа што го учел порано не биле глупи тие старите. Не знаеле што е народна мудрост. Знаеш што е народна мудрост, Перо? Што е народна мудрост? Сега да ве прашам, ја имам моје објаснување, ама ќе се смеете на крај. За мене народна мудрост е некаква искуство на начин на живот со традиција, која се пренесува од колено на колено со висок степен на идеологија која што ги поддржува столбовите на секојдневното живење во тоа некое дадено време. Што мислиш ти, Филип? Што е народна мудрост? Некој народна мудрост, сите употребуваме поим. Зашо измислиле? Искуство. Не се што мислам. Народна мудрост е дека некој прадедо бил многу паметен и сватил дека син му е идиот, внук му е идиот, нема како да го пренесе. Да, бе. Волкот сам си ги коле овците. Овие ќе пренесуваат ко идиоти. Синот на внукот, внукот на правнукот, на чукунукот и некој таму ќе сконта што сакал да каже овој. Просто не можеш да го смениш. Немаш ти што ќе додадеш, волкот сам си ги си ја брка работата, затоа ме дебел у вратот. Што ќе смениш реченицата? Не можеш да смениш. Оти у историска приказка ќе сменам што сакаш, ние Библијата ја препишавме. Медијаторот. Да, де? Там си ја вршам работата за Ја само за волкот. вика, ја праќам, вика по раката, тој што е паметен ќе ја свати. И тој е мудрост народов сватил, вика, џабе ја му објаснувам. Не разберам, ја ама ја ќе најдам начин како по раката да ја пратам до тој што разбира. Оти народната мудрост е искуство на генерации. Сакам да се вратам на една приказка кај што ме мотивираш да го кажам ова. Ја имам една филозофија у себе која што е дојдена кроз разговор вака со еден мој драг пријател. И ние дојдовме до една теорија да споделиме со народот, со светот, за една мисија која што е можда остварлива, а не остварлива. А прашањето е како да ја замениме тоалетната хартија. Тоалетната хартија е еден многу јак производ кој што ти врши многу голема потреба во твојот живот. Не е никогаш патентирана. Ни вилишката не е патентирана. А има толку голема сила во нашата људствост, во нашиот секојдневен живот.
а тоа да биде некој си друг производ кој што може да ја смени тоалетната хартија. Мене ми е мисија која што целта на мојава мисла е ја ова ќе го ширам бесконечно, ја не го знам одговорот. Имам прашање до тебе. Прогледал ти со која тоалетна хартија се бришеш? Со таа истата што сум се бришал ја. Сигурен ли си? Па не, може дека со Палома е. весни. Не, да ги бираме по бренд. Не, да Ни си по сигурен собствено, дека ни по леери. дал си сигурен дека со вестник. Размисли убаво. Има едно прашање што беше тест на историски факултет, на историска катедра на филозофија. Вика, крале Марко, дали месото го јадеше со компир и каков компир? И сега ти генерално, не знам, печен, варен. Ало, дечко, крале Марко кој јадеше месо, Америка не беше откриена, компир не знае дека постои. Прашањето е како си го бришеа газот пред 100 години? Тоалетот има историја по дата. Одговорот ти го дам. Размисли. Добро. Најди го одговорот, ти ти го одговорот. Како да го замениме производот? Види, многу едноставно со начинот на живење. Начинот на живење кој ќе се смени и производ, исто како што и многу работи се сменија. Пази, тебе дактилографка, да ти кажам, ти е херој од минатото. Знаеш дактилографка како изгледа? Една тетка што куца на машина за куцање. А машина за куцање имаш видено освен во музеј. Јас да. Добро, ти да. Може би синово не. Да. А ни внук ми не, а ни пар генерации кои што се пред така, да се и дешат. сега, зашто беше она тогаш потребна, после ја снема. Имала некаква намера. Добро. Некој направил намена. Ама по човечко живење, мислиш дека тоалетната хартија има замена? Има? Водата не е. Постоела пред тоа. Не, Да била толку силна водата од тој сегмент, немало да дојдеме до тоалетна хартија. Не е само Мене целта на ова прашање не ми е ја да видам тој што ќе ја смени тоалетната хартија. Мене целта ми е како да ја замениме ние луѓето тоалетната хартија. Било кој на светот. Јас ќе ја остварам оваа мисија во мојот живот така што некој некогаш ќе прочитам дека ја заменил. Се зависи колку си гледал звездени патеки, они немаат тоалетна хартија у Enterprise. Добро. Ти го дам одговорот. На шала на смеа. Значи види, се што ние денес користиме е благодарение на нашата потреба што е направена со развојот на индустрија и начинот на живот. Добро. Тргнувајќи од телефон пред 30 години каков мобилен. Ало, добар ден, се извинувам ако може да ви сеавам. Да го А, побарам господинот тој на телефон. Не бе, се извинувам, се сеавам во ова време. Тоа денеска не постои. Ало, овде на Цветко комшијата твој братучет му од Германија. Мене денеска Кажи му дека ќе му сеавам за Ало, кај 20 си минути. бе на телефон. Моите највелицки другари ми се уват на телефон и ми кажат: "Ало, кај си бе?" А пред 15-25 години беше: "Се извинувам, ако може да го добијам Филип, се извинувам што ви сеавам во ова време." Ама ти Филип не го наоѓаше тогаш? Знаеш дека имаш брана пред Филип. Да си напомниш преку. Нели брана, татко, мајка, баба, дедо, некој што може да биде погрешно друг време. А сега ти директно на Филип. 12. Шо правиш, брат? Шо правам до 12 сат? Шо можам да правам? А сам си? Зини да ти кажам. Се смени начин, види. Начинот на живот ни ги дефинира нашите потреби. Ние потреби како луѓето пред 5000 години јаделе, пред 5000 години сереле. Значи пред 5000 се што ние денес правиме како луѓе, пред 5000 години види што правеле. Што е тоа исто што го правиме, тоа е човечкото. Вредности. Тоа е тоа нешто што е вистината. Тоа е тоа што нема илузија. За еден да постои како битие, мора да се нахрани и да си направи нужда. Еден податок, па да, затоа што ти си чекај, Да се ти нахрани, како, ама да ти се како напие животно, вода и да преживее. ама чекај, има причина тоа зашо е така. Дали ја што ќе имам ти iPhone како- или ќе имам или нема да имам телефон, тоа више е илузија од некое модерно доба кое што светот ти го има наметнато да бидеш ти тој како некој си измислен идентитет. Види. Многу интересна емисија гледав. За коњите, дивите коњи у Кина. Пустината им се шири и они немаат начин како да направат и ги враќаат дивите коњи кои се изумрени 20 години. Тоа од зоолошка градина ги враќаат назад. И сваќаат дека дивите коњи, усвари, пустината ја сопираат, затоа што трчаат
по пустината прават дупчиња каде што водата влага, а со тоа што пасат и серат ја множат тревата. Окей. Многу глупо кажано. Многу реално. Да видим. Многу реално. Да видим, многу реално. Тоа е циклусот. Значи, ние зашо сереме? Сереме затоа што кога изедеме семки да ги посееме на друго место, а не сереме на друго. Многу така. Иначе оние будистички свештеници што ти вика ој како може вика година дена не јаде, не пие на сонце, вика види го живее. Ако земеш така, а енергијата која користиш. Од друга страна, у Йелоустон, 78 година, готово, вика проблем, вика умира паркот. Зашто? Ги утепале сите волци 10 години претходно. И живе вистина, документарец има за Йелоустон на Америка. Тргнали ги потепале сите волци што постоеле во Йелоустон. Да сватат дека уствари волците се клучниот Циклус. Клучната алка во циклусот во кој волкот го лови еленот скапува, ја размножува тревата, па тука даварот, па тука и они една алка ја вадиш. Доаѓа да го поеде па да премести тоа што го пострадал на друго место. Да, се тоа си функционира. Ти еден ланец не контакт дека едно топче кој ќе извадиме не цел распоред го мене. Светот разговара дека ако исчезнат пчелите нема да постои светот. Ја мислам дека било кој сегмент од овој циклус ако исчезне, дека се ќе биде различно и дека ќе се случи некој нов свет. Се вратиме назад. Кога ќе размислиш како е сончевиот систем поставен, за да земјата биде сигурна, ќе сватиш дека све Тоа е што еден постои циклус. тука, дека се што постои тука има дебела причина зашто е баш Пак тука се и враќаме така. на истото, така. Со причина И се па доаѓаме до она, ја тука зашто сум завршуваме тука. и следната, дали следната епизода да биде дали сме предодредени или избираме сами. Следна епизода, пошто мислам доста. Да, гаси